Прв пат слушаме дека некоја партија во Македонија ја земала нашата кампања како своја. Ова се зборовите на чудење на српските антиглобалисти и ултранационалисти Двери, откако по новинарски истражувања беше воочена неверојатна сличност на слогани, боја, флаери, летоци и друг изборен материјал меѓу СДСМ и коалицијата и Српската партија Двери. Република на Срđan Nogo од Српската партија Двери во интервју му предочи фотографии од кампањата на СДСМ како и рекламниот материјал од СДСМ за овие избори со делови од програмата. Многу шокирано ја препозна нивната изборна кампања, знак, рекламни материјали, пораки и делови од програмата кои сами си ги изработиле. 80% je otprilike se poklapa sa nama, 80%. Tako. Dobro, vidi ova se работи. Ali ima dosta fali stvari, recimo, dosta fali stvari. Mada sam malo pre ste mi pokazivali slike, video sam da jako liči. Da, сега nešto bi pokazao dodatno. Da li je možda ovaj slogan što je na ova kesa poznat uopšte kao? Da. Identičan našim. Isto i naša kampanja iz 2012. do duše je bila za život. Za život Srbije. Isto. Ovo je iz 2016. sa naših izbora. Identičan. Nešto preko tako je. Znači, identičan čak i pozadina. Možda drugačiji oblik, ali naš znak. Samo je naš znak drugačiji u odnosu na ovo. Nešto kako ova zapravo. Ali isto i crta i sve. Da, ovo je definitivno dizajn koji liči na naš dizajn. Da, isto, izbor fotografije je zanimljiv. Vrlo slično, moram da priznam. I mi smo imali ovakve letke slične, znači naravno drugačije sadržine, ali... Da li ima držati tabli na vašite mitinzi pozadnji uvijek? Bilo je toga, tako je. Bilo je toga, da. Znači ovakve. Tako je, da, bilo je toga. Република преку СМС побарала став од генералниот секретар на СДСМ по обвинувањето дека партиската изборна кампања и програмата се копија на Српската партија. Многу скоро Спасовски одговорил дека тоа е целосна невистина. Тоа е целосна невистина. Програмата на СДСМ е подготвена темелно и е базирана на искуство и аналитичност. Во процесот на создавање учествуваа научници, експерти, економисти, а напишана е во консултација со граѓаните на Република Македонија, одговорил Спасовски преку СМС. Овој одговор се однесувал само на програмата. Република телефонски од Спасовски побарала одговор за обвинувањата и за копирање на кампањата, како и за тоа дали користеле српски пиар стратези. Спасовски се задржал само на пишаниот одговор, односно дека тоа што го напишал е единственото што имал да го каже. Откако пратеникот од Двери ги образложи и бојата за кампањата и кореографијата и пораките со кои настапувале, односно дека тие произлегле и соодветствувале на нивната анти-НАТО, анти-ЕУ, анти-ЛГБТ програмата, македонската јавност останува покуса за одговор од СДСМ на истото прашање.